Добро вечер. Од Хотел Либеро започнуваме со уште едно ново издание на подкастот Делчево 365. Вечерва разговараме со наш сограѓанин кој повеќе од 38 години е дел од Делчевската чаршија и нотмил живот во градот. Како менаџер, како собственик на локал, како човек кој организирал голем број на хуманитарни настани и случувања. Почнувајќи од некогашната добро позната Тозита, па House of House, па до денешен Палец. Добре да му посакуваме на Тони Велески. Тони, добро вечер. Добро вечер, фала на поканата. Јас сум Велески Тони од Делчево и сум повише од 38 години сум во Делчево, од 14 години. Почнав да се занимавам прво со првиот кафич што беше отворен во општина Делчево, тоа беше Монит, на мојата улица, со дома. Тоа беше 14, значи 86 година. И тоа е првиот кафич во Делчево, така? Делчево беше првиот кафич, беше мојата улица со собственик од Штип, што е седел во Америка, што добро още соработуваме и се слушаме и се. Тозида, така? Тозида беше в 2007, значи имахме повише отворени локали. Тоа беше најубавото време, над гимназијата беше билјарски клуб да држев, после Седмичара, па се префрлivме доле House of Chaos, па дојде идејата за тоа, испадна една ситуација, ми го понудија пензионерскиот дом со тоа и направихме со моите портучери Димитар, Зипе и Дарко Даневски. Се согласивме да работиме сите заедно и го составивме името Тозида. Тони, Зипе и Дарко. И така стана еден дел за сите млади кои беа во Делчево и добро соработувавме 3-4 години. Беше убаво време за сите, за тоа што у Делчево прв пат Глорија си беше постоеше како објект, ама се случија некои работи непотребни, па се беше затворено. И кој ми го понудија на мене за некоја цена таму што беше приходна за нас и беше добро. И се правиат добри забави. Забави и така со некои од имињата што беа како Драган Темелков, тогаш беше од музичките звезди, само што беше почнал, ми даде идеја за почеток по првиот концерт го направивме со Елвир Мекич, со присуство на Драган Темелковски, па испадна идејата после Лампе дојде, па други музички звезди, што почнахме да се составуваме со тоа и да се занимаваме повеќе. Млади имаше како младите беа сепак у градот, немаше иселување, немаше тоа, беше времето тогаш на некое нашо време, на нашо добро време што сите го сакавме и тоа време не може да се повтори. Моментално држиш кафејаната Палец? Да, кафејаната Палец работи, спремат супер кинко и е у добра состојба со нашите клиенти, добро соработуваме, имаме некоја соработка. У целата ситуација имаме некои специјалитети што ги нема, што сакаме да ги попромовираме. Кои се тие специјалитети? Што крисало тава и потоа почнахме со печењара, со скомпир, со тоа и ми излезна една ситуација да почне да правиме баница со црева, со прас, со бореси. Кој што како сака, тако да излеземе у сусрет и добро крена работата и ден денеска сме у добра состојба. А дали те нервираат лошите коментари? Коментарите секој се били и добри и лоши. Значи,
Кога се лоши, кога се добри, добри. За сите по една случка, кога ќе има дојдено и кога ќе го осетат вкусот на нашите што го нудиме тоа ние у кафаната, ќе видат дали е тоа истина, дали е стварно така и тоа. Имаме и порачки доволно, почнавме да работиме со порачки за дома, за тоа и за сега е добро. Зошто кај тебе пивото се продава по цена од 50 до 60 денари, а од другите локали до 100 денари? Па, секој пат имаме некој тако. Кога дојде февруари месец, тогаш луѓето се више испразнени со џебовите, нема, сакаме сите да дојдат да се дружат, да има има некои и од пиварите, има некои попусти, има тоа, например, на 10 гајби пиво дава една гратис. Тоа го искористуваме на секое пиење има по некој гратис, по некој намалување и тоа на нас ни доаде идеја колку што може да има пиење, повише да се продаде, за истите пари го работиме тоа. И секој пат е добредојдено, кој сака да дојде, имавме сега у февруари месец и ден денес важи тоа, сабота и недела имаме 2 пива скопски и сендвич со плескавица за 180 денари. 2 крали Марко со сендвич 180 денари. Кој што сака за 180 денари какво пиво сака, 2 пива и сендвич, тоа може да се уверат и да дојдат сабота и недела, работиме со. Така, се зборува по Делчево дека трошиш многу месо. Можеш ли да ни кажеш колку килограми најмногу си потрошил досега? Месо трошиме у добра количина. Месото го трошиме пошто имаме некоја танга на работата, да ги привлечеме со пониска цена, со пониски цени, идеме на тоа колку што може повише да удариме. Колку килограми најмногу можеш Па да ги кажеш? доди до некој пат ќебапи може да потрошиме од 50 до 60 кила у сабота, месо до 20-30 килограми. А што најмногу се пие и можеш ли да ни кажеш колку најмногу се има испиено за еден ден? Пиење се троши разно, како коњак, водка, ракија, лозова, домашна ракија, лозова, и имаме некои, секој со секој ден не е исто, али добра има потрошка, добро е сега за сега функционираме на тој начин што сакаме сите до сите да допреме, до сите да дојдат, да го укусат нашиот вкус на јадењето, на тоа, а пиењето е секако исто. Дали ќе е пиво скопско или дап или водка, коњак, тоа ние не го С оглед на производиме. тоа дека цената на пијалците е пониска, има ли кај тебе многу често гости во алкохолизирана состојба? Алкохолизирана состојба мора да има. Кога дојде да пие секој, кога пие една, две, три, може да поднесе, некој може да поднесе, некој не, и доди до за се имаме решение, ако дојде до непотребни работи да онариме, се подпомагаме на тие што треба да се помогне. Твое мислење, народот нема пари или само е научен да кука, според она што го гледаш во твојот локал? Народот како така, оси има некои кукања, има пари, нема пари, за сите е исто. Кај нас оште како да кажам, така заработувачката е помала и тие плати што ги земаат по конфекции, по другите локали, по другите фирми, по тоа има некои што не можат месец за месец да истераат, па ние сме тука да помогнеме. Како
за сите да допре тоа, да не се осеќа, да дојде, да се дружи, да не се запоставува од другите што има и така. Затоа сакаме да поттикнеме дека цените колку се повисоки, луѓето си тражат поевтино, да си оти тие локали што се поголеми, има си некои мени што си држат цени, што си држат такова, ние може да вибрираме на цените, да иде и поголема цена и помала цена. Значи така да допреме до сите граѓани во Делчево. Во едно минато љубаво време ти беше тој што ги доведе најголемите југословенски музички звезди кај нас. Кој се гостуваше во арената кај нас, па и по други локали? Тоа почна 2009 година, мислам дека беше. 2009 година прв настап ми се јави еден пријател од Скопје и ми вика имам пеачи југословенски, вика југословенските групи Бора Чорба, Бајага, Диви јагоде, тоа вика да направиме и колко ми спомна Бора Чорба, ја викам прво да почнеме со Бора Чорба. Он ми кажа некоја цена солидна на тоа време, тогаш беше 1100 евра беше цената на Бора Чорба и дојде до првиот концерт поголем што го памтам и ми стана искуство тоа да го правам и го направивме концертот во арената, во Џубокс арената, тогаш беше у собственост на Орце, Парлето, и дојде до тоа идеја да ги донесеме сите музички звезди. Нашите музички звезди беа допетливи до сите, беа друштвени, кога дојдеше немаше некои препукувања како што се југословенските звезди беа секој пат добри спрема публиката, спрема нас, Кој концерт ти оставил најубав впечаток од сите што гостувале? Впечаток, па првиот концерт што беше со Бора Чорба ми беше најдобар, оти имаше над 1800 луѓе и тоа беше возбудливо за мене и за сите што беа. Тогаш сите кога кажам дека ќе дое Бора Чорба, сите викаат тоа не е могуче, вика ти да го доведеш Бора Чорба, вика. Има една интересна случка со него, ќе ни ја раскажеш ли? Имаше случки повише. Тоа беше, он правеше 4-5 концерта кај нас во арена, па после го земав до диското Инсомнија и дојде до еден, беше више така изгустирано работата беше и тие што додеаше, гледааше дека Бора Чорба за временски период од 3 години 7 пати да доди, почна да станува може и досадно на луѓето и тоа. И првиот пат дојде за што ги викам малолетниците, почна да пее и немаше доволно луѓе, така да го платиме доволно и јас така придев до менаџерот и му кажав, викам да прекинеме тоа, после кога ќе дојдат постарите да почнеме пак уште еден саат да продолжиме со тоа. Тука стана он отиде кај Бора Чорба, разговараше со него, Бора Чорба се согласи. За еден концерт 2 пати се наплаќаа билети, така како реагираа младите? Не, Тие не ни знаеат тоа се случи. Тие си беа, не се наплаќа еден концерт 2 пати. Значи еден концерт си траеше цела вечер само со продолжено време. Значи кој си беше
у присуство на диското, он си остана со тоа, тие само малолетниците ги изнесохме надвор и после 1:20 почна да пее и после некое време кога заврши концертот и он збори, вика, тоа мене никад не се десило, вика, ја да пеам, вика, 2 пута, вика, за исти пари, вика. Добро, вика, морал сум да пеам, вика, оти газда бил е и повише пати сум бил, вика, и излезнахме у сусрет и тоа, вика, али морал сум да пеам, али ако нема пари, вика, за тоа. А кој од нашите македонски музички звезди гостувале тука? Тука гостува музичките звезди, беше прво Елвир Мекич како за почеток, па после беше Ламбе Баковски, па беше не се сеќавам, па имаше некои други што ги доносеаше тогаш, не им памтам ни името сега и тоа беше тоа у тоа Дали време. младите во тоа време, за разлика од денес, се забавуваа поубаво? Младите секој пат се забавува, кога има со што и каде да иде и зависи од музичката звезда. Да. Сите имаат нивните татковци, мајки им кажувале и они можда не оделе на концерти за тоа време и на Бора Јас се Чорба и на сеќавам на Дивија концертот на Јагоде. Дивија Јагоде и беше навистина многу убав концерт. Сите концерти беа добро изменажирани, Арената беше прекрасен објект. Убаво изгледаше, иако не беше комплетно реновирано, меѓутоа имаше навистина убава атмосфера, самиот простор. Просторот беше така направен за да може да се направи добар концерт. Имаше направено добра бина, имаше направено добро осветлување на тоа време кога немаше сите млади сакаа да видат како е било, што е било и тоа од 16 до 50, до 60 години имаше гости што можеше да дојдат и да си го дозволат тоа да Делчево да гостуваат тие звезди и да ни дојдат. Тоа е прекрасен момент. На мене ми беше најдобро кога го добро изменажирам и добро ми се заврши добро, со никакви проблеми, со никакви препакувања. Тоа денес некако ти оди од рака, лесно. Дали ова го носиш во себе или си го научил од некаде? Тоа ми стана идејата, така кога почнав да работам од 14 години и саках да постигнам нешто у тоа време. Ја бев у сите блаши на и кафеана и кафичи и работех со тоа, правех некои забави, после правех хуманитарни забави, имаше Помни ми некои... тоа малку покасно, би сакала сега да ни кажеш, ќе речам повторно во во минато време, организираш и турнир во мал фудбал. Кажи ми нешто околу тоа и која година било? Турнирите почнаа тогаш, тоа време имаше организатори пред нас, правеаш и турнирите, па се откажа. Нема, со турнирите беше само за летниот период. Меѓутоа беа многу посетени и многу актуелни во градот. Беа посетени, да. Сите беа посетени фудбалски надпревари, пошто беа сите у Делчево, имаше некое тоа, правехме да се вратат од одмор, да се у градот и од странство да си дојдат и да видат. Некој интересна случка од време на турнирите да ни расскажеш? Турнирите ги правехме се во скоп да немаше некои менаџери, не менаџери, немаше спонзори, немаше се си беше од наша рака, од нашата, немахме никаква поддршка од некој. Тоа што го правехме, некој пат имаше ќар, некој пат немаше ќар и тоа, ако не ставехме тезга да се работи, нема ништо од тоа. Али па сме биле да има нешто случување, да има
луѓето да се забавуваат и после кога ќе заврши турнирот да одат по кафани, по кафичи да Реков на почетокот дека си хуманитарец кој што организирал и многу хуманитарни наставни случувања, наброи некои од нив? Па, имавме повише случаи така, што со моите партнери од тогашно време правехме хуманитарни концерти во Тозина и сите пари што ги соберахме од карти, од пиење и ги давахме во хуманитарни цели. Правехме пакети за сите деца, у школите ги носихме по гимназија, Вачо Прке, Климент Охридски, на Градинка, кој нема, носехме и ги давахме на децата што не можат да си дозволат тоа. Имавме некои добри времења и секој пат сме гледале да е се добро и ден денес така да биде, затоа нема да застанеме. Што она според тебе што недостасува на нашиот град, еве како настан или како забава? Па ние ги Што правиме да сите направите? случувања во градот. Јас имам секоја година за водици, ден во Јордање, секој пат си вика музика со добра музика, со тоа си правиме скари, си правиме добра атмосфера, кој сакава, кој е дошел виделе, секој пат е добре дојден и сакаме да привлечеме и гости од страна, да дојдат да видат. Има некои јавувања сакаат од Бугарија, ама нема термини, нема тоа, се го правиме у тоа време што и кај нив има некои така. Спомна дека сакате да направите и нешто како Панагир, заедно со општината? Па Каква е јас таа идеја? пред помалку од една недела разговарах со Кире, музичарот Кире, и саках да седнеме на маса, да разговараме, да ги собере сите музички звезди што се во Делчево. Па после да направиме со кафани, со бутици, со тоа, да изгледа, правиме Панаѓурија само од општина Делчево. Тоа се е правило на времето со некоја замисла да дојдат музички звезди, да дојдат, да има некоја музичка звезда што они ќе ја поканат нину тоа, да бутиците да работат, да е 2-3 дена. Тоа да биде организирано од сите кафани, од сите бутици, од се што постои у Делчево што може да ги намалат цените на полакато што има некаде тоа, да дојдат музичките звезди, да има скари, да има пиење, да дојдат од Бугарија, од Србија, да се случува нешто, да почнеме со еден почеток со тоа, да го промовираме Делчево. Оти у Делчево има добра атмосфера, добра забава може да се прави и така. Ја сакам да излезнам така да и они да излезат у сусрет да го направиме тоа, ако може, ако не може, тогаш ќе караме по нашо. Дали е точно тоа пониски цени повеќе гости? Важи ли ова за кафеа на Панагир? За сите важи тоа, колку се пониски цените, има опратај и повише гости ќе имаме и од страна, ќе имаме и тоа, али ако одат цените като што е у Бугарија, како што е на други места, значи ќе се седи поарно у Бугарија, ќе дојде кај нас. Треба да се замислиме малку зашто се толку високи цените у Делчево. Тони, ти благодарам за овој разговор. Благодарим Надам на дека вас. беше пријатно Благодарим и на вас на Нашиот поканата. Се и ти потакнувам. ми е мило и сакам да останем у соработка и тоа што го имам замислено да го оствариме
како ние како водители, како да го поттикнеме градот да го направиме тоа, да допре и до локалната самоуправа, да видиме како можеме да го изведеме тоа. Дали ќе функционира, дали ќе има заработка, дали ќе има, да има некои разговори тоа, па да се одлучи денот и тоа да се продолжи посветната традиција, да може секоја година да се организира и од младите да се нафати некој да го води после тоа и така да сакам да допре до сите граѓани на општина Делчево и до сите газби и тоа. Тоа е мој предлог, ако може да го промовираме тоа, да седнеме сите на маса, да разговараме како да го изведеме тоа и така да биде за сите добро, да дојдат гости од страна, да видат што е, како е и тогаш ќе правиме муабет. Дали мојот труд ќе се исплати или нема да се исплати. Благодарам уште еднаш. Благодарим и на Вам, вас. почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Имајте убава вечер.